Евроамбасадорот во земјава Иво Орав заедно со 15 евроамбасадори во земјава денес со европскиот автобус на терен. Рутата е започнаа на новоизградените тунели од автопатот Демеркапија Смоквица. Дојдоа да видат каде се трошеле европските пари. Задоволни се засега од текот на настаните и досега спроведеното. Орав истакна дека Европа, како и досега, така и во иднина, ќе поддржува Македонија на повеќе полиња со цел развој. Дојдовме овде да видиме што се случува со нашите пари, бидејќи Европската Унија даде најмалку 100 милиони евра за вашата земја претходно, за различни намени, за човекови права, демократија, но најмногу за инфраструктура. Задоволството од текот на изградбата на 28 километарскиот автопат денеска беше и на Ваутер Пломп, амбасадорот на Холандското кралство во земјава. Смета дека 40 милиони евра рационално ќе бидат искористени кои Унијата ги додели на земјава. Многу сум возбуден од тоа што сум овде, односно надвор од Скопје, а со заменувањето оттаму да ги видам и убавините на Македонија. Но најмногу што Унијата прави, односно што Македонија прави со парите добиени од Европската Унија. Го видовме прогресот што веќе е направен овдека на автопатот. Евроамбасадорите по увидот на градежните активности на автопатот заминаа во Гевгелија. Таму има средба со првиот човек на Гевгелиската болница. Кровот на болницата, како и новите амбулантски капацитети предвидени за мигрантите, се финансирани токму од европски пари. Европската Унија досега дава милиони во оваа земја. Даваме пари за хуманитарните организации, како и пари на Гевгелиската болница, како што можете веќе и да видите од реализираното. Посетата на амбасадорите заврши на транзитниот центар кај Гевгелија. По однос на бегалската криза, евроамбасадорот Иво Орав истакна дека Унијата, како и досега, ќе помага онолку колку што е во нивен домен. Хуманитарните организации се потпомогнати токму од европски пари, но и помошта која имаат македонските безбедносни сили од европолицајците. Задоволство е што сум овде во Гевгелиската болница и што ја гледам новата амбуланта, да ги видам резултатите од парите кои Унијата досега ги даде во инвестиција секоја година во Македонија. Сите евроамбасадори кои денес беа на транзитниот камп има можност од блиску да видат во какви услови се сместени бегалците и мигрантите кои останаа заглавени на наша територија по затварањето на така наречената Балканска рута. Сите едногласни дека Европа мора да изнајде решение за справување со овие бегалци.